Над 10% од фирмите во државата работат со пари, а немаат по ниту еден вработен. Меѓу нив има мали, но и фирми кои на сметките имаат и милиони евра. Во источниот регион во последните години се регистрирани голем број на вакви фирми и низ нивните сметки се слеваат пари, но вработени нема. Некои од нив се регистрирани така, како што велат осливачи, за се најде некош, можеби ако затреба, или пак за еднократна употреба, а во некои случаи тие се и злоупотребуваат со тоа што, да речеме, менаџерите на компаниите преку тие компании нудат некои менаџерски услуги. Тоа се случи во некои странски компании што дојдоа во Македонија, значи некогаш тие фирми се злоупотребуваат. Наместо вработување на луѓе тие примаат хонорарци и тоа баш за основната дејност на компанијата, што е спротивно на законот. Од друга страна, стручните и искусните во вакви случаи сметаат дека регистрирањето и исчезнувањето на овие фирми е аналогно на состојбите во економијата и државата. Со таквите фирми кои што се отвараат со намера да не продолжат да работат на подолг период во стопанството, а се затвараат на пократок рок, се нарушува финансиската дисциплина, се нарушува ликвидноста на стопанството и сето тоа допринесува да и оние посолидни фирми кои што немаат голем финансиски потенцијал, меѓутоа во подолг период од 10 на 15 години работеле совесно и биле солвентни, уредно ги измерувале своите обврски, сега ги доведуваме во ситуација да не можат да ги намират обврските кои што тие ги имаат према други правни субјекти. Матната состојба во многу сфери од економско-правниот сектор во комбинација со овие фирми упатуваат на криминал, нелојална конкуренција, неплаќање даноци, оштетување на работниците и други фирми и безбој други манипулации. Што државата треба да стори во вакви случаи? Државата треба да ги контролира и овие компании, како што ги контролира поголемите компании, да види со каква дејност се бават и дали тие луѓе што ги ангажираат по договор за дело во суштина не треба да бидат реално вработени во компанијата, а од друга страна Централниот регистар мора навреме тие компании кои немаат никаков промет и да се поедностави законската процедура да ги бришат од трговскиот регистар. Имаме еден куп компании кои немаат 100 години промети, а се уште стојат и постојат. Од своја страна, состојбата како лоша ја објаснува и председателот на Конфедерацијата на бизниси во Македонија, Миле Бошков. Состојбата е загрижувачка и таа е спротивна на слободната пазарна економија. Ако се продолжи вака, целата ситуација може да ескалира во безредие и непочитување на социоекономските закони. Вели Бошков. Секако, брзото формирање и гаснење на фирми во голем број е сигнал за манипулации и изигрување на законите, зашто сведочат огромен број на судски спорови во судовите на Штипското основно и апелативно подречје. На оваа тема, извори од судот за телевизија Стар тврдат дека во текст се многу спорови за по-мали, но и по-големи милионски суми. Процеси што обично со вакви фирми не завршуваат добро за доверителите или измамените.